Поранешниот премиер Никола Груевски, за кого откако во 2018 година ја напушти државава и тогашните власти побара екстрадиција, со огласи на социјалните мрежи во врска со објавените огласи за 3 станови на водно на веб страната на Агенцијата за одземен имот. Според огласот, почетната цена за 2 стана со површина од околу 200 метри квадратни и тераси од околу 50 метри квадратни изнесува 850.000 евра, а за третиот стан од околу 150 метри квадратни и тераса од околу 95 метри квадратни. Почетна цена е 760.000 евра. За становите за кои обвинителството за предметот плацеви на водно тврдеше дека се скриен имот на Груевски. Тој во објавата на социјалната мрежа Facebook демонтира дека становите во Панорама Резиденс некогаш биле негови. Пред да се одржи последната судска сесија во која Камчев имаше збор, тој беше повикан во обвинителството кај тогашната обвинителка Лиле Стефанова. Таја му ја соопшти уцената дека ако не каже така како што таа бара со него, читај Заев, веќе е договорено тој да добие затвор од 12 години, а неговата мајка Радка Камчева и главниот правник од неговата фирма слично екстремни високи долгогодишни затворски казни. Во тој момент Ѓордан Камчев, за да се спаси себе си, мајка си и еден од најблиските соработници, прифати во целост да ја промени приказната која ја говореше 2 години да жртвува 3 стана од згради кои тој ги градел, за да не биде сам и да личи поверодостојно според сценариот предложен од обвинителката Лиле Стефанова и од Зоран Заев. Тој го повика за сведок и неговиот зет од сестра, Мето Стојчевски, и заедно ја спроведува операцијата за која тој беше обвинет и уценет. Овие 3 стана до тој момент не беа предмет на обвинението. Обвинителката Лиле Стефанова за телевизија 24 потенцираше дека има пресуда за предметот и дополнително нема да коментира. Не сум ја видела објавата, ниту ќе коментирам Facebook објава на осудениот Никола Груевски. Има пресуда за посочениот предмет. Според објавата на страната на Агенцијата за одземен имот, заинтересираните ќе можат подетално да се запознаат со распоредот на апартманите на 16 јули. Наддавањето ќе се одржи на 29. За предметот плацеви на водно, Никола Груевски е осуден на 9 години затворска казна со образложение дека злоупотребил 1,3 милиони евра, донирани во ВМРО ДПМН и како председател на партијата. Ги прибавил за себе, па ги пуштил во оптек, купувајќи ги плацевите и градејќи резиденции. Кон крајот на декември 2023 година, Врховниот суд го одби како неосновано барањето за вонредно преиспитување на правосилната присуда на Скопскиот кривичен суд за овој предмет, поднесено од осудениот поранешен премиер Никола Груевски.